Добро вечер. Нема топ тема без топ личности и без топ соговорници. Уште повеќе ако наспроти вас седи екс-премиер кој доаѓа од редовите на ВМРО, кој за сегашното ДПМН вели дека не е ВМРО. Мој вечерашен гостин со кој практично ТВ Телма ќе започне серија на разговори со лидерите во Македонија за перспективите и можностите за излез од сегашната политичка криза е Љупчо Георгиевски. Добро вечер, господине екс-премиер и лидер на ВМРО Народна. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам многу. Откажана е следбата Јункер-Груевски. Еврокомисарот на премиерот не му отиде во владиниот кабинет. Дали се тоа сигнали за изолација, за притисок врз Груевски или евентуално за тактизирање се види што уштек Заев има од бомбите? Што вие мислите? Па, јас би додал, имаше вчера или денеска уште една порака која стигна од американската амбасада за можно одземање на визи, забрана за патување, блокирање на сметки. И сето тоа како да дадеме со ова радикална откажување на следбата со Јункер, кој, да речеме, дури не избра некоја културна формулација во смисла презафатаност, нели излегнала друга средба или нешто слично, туку буквално во откажувањето имаше јасна порака заради политичката состојба во Македонија откажувањето. Сега тоа се многу јасни пораки. Прво кога нели такви пораки се испраќаат, нормално е да сватиме дека тие се испраќаат прво до власта, понатаму индиректно се испраќаат нели до сите, затоа што нели сите ние сме на некој начин учесници во она што се случува во Македонија. Меѓутоа сметам дека ова навистина треба да се доживее како еден жолт картон и сите ние пред се нели власта нешто да коригираме, да се коригира во однесувањето. Дали вие се коригиравте после овој период, откога заминавте од премиерската позиција, бидејќи и вие бевте мета на жесток меѓународен притисок, па дури и американската амбасада и ви го одзеде, ви одзеде визата? Да, апсолутно. Јас го имам поминато сето тоа и затоа сега се обидувам нели да давам некои совети и анализи врз основа на се што е поминато. Јас ќе подсетам дека практично значи и мојата основна причина што се повлеков од ВМРО ДПМН беа две работи. Првата работа што нели медиумите во Македонија водеа една перманентна масовна кампања против мене и јас немав начин како да се спротивставам на таа кампања. И втората работа беше што меѓународната заедница апсолутно едноставно ме изолираше, не сакаше веќе практично нели да ме стави на не би рекол на црна листа, ама нешто како слично како на црна листа. При што јас ќе подсетам дека нели ако некакво алиби, тоа беа тие мои ставови во времето на кризата и целиот тој корпус на проблеми кои произлегуваат од нели настаните 2001 година и кризата. И можеби токму тоа е нели што јас неколку пати досега го кажувам, зошто секоја генерација треба да се учи одново на грешките, зошто некојаш грешките не ги научиме од историјата. За жал ние тешко ги учиме грешките не само од старата историја, туку и од поновата историја не ги учиме и очигледно ги повтараме, а на крајот повторно Македонија е таа која ја плаќа финалната сметка. Ќе се вратиме на историјата овој пат како фарса. Изгледа дека во политичката прагма во Македонија прислушувањето стана синоним за можноста на метод на пресметка или метод за доаѓање на власта. Од денешна дистанца и како лидер на опозиција и како екс-премиер, како тоа го гледате? С оглед на фактот дека 2001 година бевте со ист корпус на обвинувања врзани со прислушување. Значи, јас затоа и сум малку воодржан околу овој корпус на нели прислушувањата, затоа што нели не сакам барем да солам памет за некои работи кај што да речеме имам и конкретна да речеме конкретно минато. Што се однесува, меѓутоа не можам да не кажам. Не можам да не кажам една работа која досега не сум ни спомнал. Она прислушкување кој беше 2001 година беше така или 2000 година, не се сеќавам како да беше 2000-та пред кризата или така нешто. Или непосредно пред кризата. Без сомнение беше една од тие црни дамки на она што
се нарекува демократски имидж на владењето на Ѓорѓевски од 98 до 2002 година. Тоа беше заради тоа што немавте моќ врз медиумите, што од денешна перспектива помалку ви додава една демократска димензија, не вршевте многу притисок и го трпевте тортурата на медиумите, па да не кажем и на оној каде што јас бев долго време. Значи, анализа за медиумскиот простор во 98-2002 година дека беше едно најдемократските времиња, мислам дека веќе е општа оценка. Сега, за ова аферата со прислушкување, јас и самиот реков дека го доживам како една црна точка на целата на тој демократски имидж. Ако е некакво моје алиби, јас можам да ви кажам нешто што досега никогаш не сум го кажал и секогаш ја преземав делот одговорноста како премиер. А тоа е дека јас како премиер никогаш немам побарано да се слушаат новинари или било кој политички противник да се слуша во Македонија. Не знам од каде тоа произлезе, дали беа потребни на некои структури во МВР, дали беше министерот за внатрешни работи кој сакаше можеби да воодушеви некојаш со повеќе информации. Меѓутоа верувате дека од моја страна како премиер немало такво барање, затоа што не знам што ќе беше потребата за снимање на новинари кога се што имаа да кажат, тоа го слушавме вечерва на телевизија, немаше некаква тајна во тоа време. Чув една парадоксална ситуација додека сме ова историја како фарса. Вашиот прв соработник Доста Димовска на еден јавен медиум денове е означена како соработник на странски служби, иако се говореше по кулари разни. Меѓутоа токму Никола Груевски овозможи Доста Димовска, која со сите своји мани и предности отиде за не конзул, туку шеф за култура на културниот центар во Софија. Сепак тој дел не би го врзвал толку директно, затоа што сепак тие доста правеше некоја партија, па после таа партија направи коалиција, значи она како дел од тој договор за коалиција отпосле замина на таа позиција. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е кога ќе го земам моето искуство, кога ќе го земам искуството претходно на СДСМ со тие аферите Темел, не знам, Дувло, кога ќе го земеме сега искуството на оваа влада, за која да речеме апсолутно треба да се расчисти што е во целата таа приказна, се поставува прашањето зошто владите имаат потреба од таква работа кога очигледно секогаш се пробива, секогаш пропаѓа и си земаат една белја на вратот која обично може да ја покријат со едно редовно и тековно едно тековно работење. Па дури ако ги земе овие светски, да речеме, мега афери од типот на Викели, Сноуден и сето тоа, испаѓа дека денеска нема ништо тајно во современиот свет, така што сите тие вистини пробиваат и можеби тоа е наравучение за сите. За мала Македонија е многу важно да знаеш за комшијата и за сите. Имам една работа која сакам да ве испровоцирам. Со оглед на фактот дека влеговте како пример во жестока битка на почетокот со пресметка на старата олигархиска структура. Дали прислушувањето не беше концепт во кој можеби доаѓавте до информации за така наречено рекетирање на бизнисмените и обезбедување на економска предност? Можам сигурно да ве гарантирам, кај нас, па не знам дека на тој список и немаш некои бизнисмени тогаш. Кај нас имаше амбасади, што да речеме беше непринципијално кога се откри таа афера. Но потоа имаше мал дел на политичари, имаше еден мал дел на новинари. Меѓутоа јас повторно ќе ви кажам, најодговорно ви тврдам дека јас како премиер не сум имал такво барање, затоа што тоа не беше мој концепт на владење. Едноставно, на сосем друг начин и поставивме работите. Знаете, понекогаш можеби некои структури внатре во МВР, понекогаш самиот министер за внатрешни работи сака да се покаже дека он има информации што се случува во државата. Ако ќе погледнете од другата страна, тие информации за ништо не ви користат, затоа што ќе го видите сето тоа во јавноста. Ајде да бидеме уште малку со некаква алузија. Кога дојде Црвенковски, кога го обзнани досието за прислушување, кога ги почнавте тет разговорите, како му реагиравте? Го прислушкувавте со камера, го снимавте? Не. Имавте камера во својот кабинет? Никош не сум ставал камера во својот кабинет.
Нормални разговори беа тие и подоцна деликатни политички или преговарачки, повеќе лични? Повеќе преговарачки, Дали е точно дека се договоривте за меѓусебна амнестија за да се склучи новата концентрациона влада? Никогаш го немало тоа, ниту било поставено така прашањето, ниту сум имал потреба од таква работа. Знам дека имаше такви шпекулации после моето паѓање. Јас можам да ја кажам дека тој период кога дојде СДСМ не беа мали истрагите кои беа спроведени и против мене и против блиски луѓе околу мене. И имаше на крај и политичка и кривична одговорност. Имаше за серија на луѓе. И како да кажам, тоа беше еден доста непријатен дел од животот. Меѓутоа, знаете сега како да ви кажам, таа тогаш политика што ја отвори СДСМ, гледам денеска ВМРО ДПМН ја продолжи. Најтешки во целата таа работа се притварањата. Знаете, вие можете да водите истрага против било кој, можете дори да покренете кривично, меѓутоа сметам дека ова што се прави во Македонија со притварањата е на огромна штета за граѓаните во Република Македонија. Тоа е од аспект на театралност или од аспект на политичкиот притисок? Па и од двете, најверојатно и од двете. Меѓутоа, очигледно им треба и театар малку на политичките лидери, меѓутоа на политичките елити и од една и од друга страна, меѓутоа не знаат дека со тоа нанесуваат многу големи штети. Еве, ви погледнете, на многу места има, да речеме, судења и било какви истраги, меѓутоа сето тоа се оди во една нормална процедура, се дека судот не го даде завршен збор. И сметам дека мораме нешто да поправиме на планот на тие притварања. Не станува збор само за политичари и за обични граѓани. Затоа што имаме навистина еден куп на луѓе кои непотребно се малтретираат и... Дали е тоа нивото на сеење страф, на притисок врз граѓанството, врз бизнис заедницата, врз медиумите? Па, ако власта има таква цел, да владее со страф, и тогаш се случува тоа. Да. Инаку јас, наистина, ако не изборуваме за еден демократски систем, нема потреба од сеење на страф. На една политичка партија е доволно да има своја програма, да има своји цели и да се го истера мандатот до крај. Не гледам причина зошто треба да ги тераат луѓето да се плашат од нив. Еве да речеме, казнената политика во Македонија одеднаш порасна нагло за невидени работи. Вие да речеме гледате случаи каде што во нормални држави ги судат дури она што се вика условно, овде во Македонија добиваат по 7 години затвор. Значи нешто се случи. Едната страна на ригорозно, другата страна што 10% од буџетот се алиментира од казни. Да, тоа е веќе па за обичните, тоа е веќе за фирмите, за граѓаните, за сето оно што се случи. Стрес ситуација во планирањето. Апсолутно е стресна, затоа што јас себе постојано зборувам со луѓе, луѓето кои имаат фирми се преплашени. Значи, камери во вашиот кабинет немаше? Не, немаше никогаш немаше. Дали дадовте налог на шестата управа да ги прислушкува вашите телефони за да имате јасна представа дали некој ви се заканува или не? Не, никогаш не сме се, верувајте дека како е доживеавте и покрај тоа што главниот сведок во целата таа работа за жал е починат, еве јас стварно би сакал најодговорно да кажам дека јас такви барања не сум бал. Јас ќе ви кажам нешто друго. Понекогаш самите служби за да си имаат работа ве навлекуваат. Слуша, ова е многу важен, треба да се слуша, ова амбасада треба да се слуша, овој треба да се слуша и они на тој начин се отвараат работа, а вие понекогаш давате понекогаш и без да размислите посебно давате согласност. Добро, ама 3 личности у државата добиваат спец изјави секој ден са бајле, во кој неизбежно е, меѓу другото, нели, кој се слуша, што се слуша, ги добивавте тие информации? Анализите анализи. Значи, меѓутоа таму нема ни извор како се добија нити едно. Таму не пишува ова е добиено врз база на прислушкување. Службите секогаш, барем така било кај мене, даваат анализа или информација за некој настан. Поштовани гледачи, во топ тема гостин Љупчо Георгиевски, екс-премиер, лидер на ВМРО Народна. Со ова ТВ Телма започнува серијал на разговори со влијателните партиски челници
околу можната разврска на очигледната политичка криза во Македонија. По ЕПП се враќаме со клучните прашања: пуч, бомба, студентски пленуми, бунтови. Во студиото на Топ тема и Телма е Љупчо Георгиевски, мислам дека се е кажано. Господин Георгиевски, оно што очекувам од вас да дефинирате, зошто така драматично Груевски излезе дека ова пуч државен удар? При што Јолевски, недела дена после тоа, вели војската е во касарните. Значи има една солуција: или полицијата го изведува пучот, или странски разузнавачки служби како што базираат нивните податоци. Видете, Чановски, јас уште веднаш, а моите пријатели знаат, уште прво дадов и нели пријателска така анализа, после и во некои од весниците дадов моја анализа. Јас апсолутно не сметам дека овде се замешани странци. Можеби и странци се замешани само во онаа димензија кога можеби лидерот на опозицијата или некој од опозицијата сакал да ги информира за некои важни работи. Сметам дека апсолутно, знаете кај е основната логика за која јас веднаш ја поставив на почеток. Значи, и едните и другите потврдуваат дека има многу илјадници снимени разговори. При риториката на власта беа употребени зборови милион фајлови, значи милион разговори, а опозицијата употребуваше термин стотици илјади фајлови. И дефинитивно, додека не почнаа да излегуваат овие, нели, веќе снимени разговори, имавме резерва сите, дали е тоа така, и очигледно е така. Значи, штом се појавува, значи е така. Уште повеќе што никој не ги спори автентичноста на изговореното. Автентично, и мене ме дадоа во еден, јас не го спорам, јас сум го имал тој разговор. А се уплашите тоа дека ви ја бараат главата и тоа до вчерашните сопатици? Да, тоа е веќе друга работа. Тоа е веќе друга работа за, тоа е, како да кажем, веќе второ прашање за медиумски тајкун, да. Меѓутоа, она што јас сакам да го потенцирам на самиот почеток и сакам навистина, еве да речеме, ние така и така сме, нели, трета некоја опција во Македонија и така да бранам некој трет став. Значи, за мене и двете работи се еднакво важни. Прво, е важно... Еднакво важни или еднакво опасни? И еднакво опасни, и еднакво важни за да се расчистат. Значи, прво, оној дел што се нарекува содржина на разговорите, кои, како што гледаме досега, како што ги вади опозицијата, се доста непријатни. Се доста непријатни од морален аспект, се доста непријатни дури сега правниците треба да кажат и од правен аспект, кривично правен аспект, што значи сето тоа. Меѓутоа, значи содржината на темата на разговорите е многу важна и таа треба да се дорасчисти до крај и да се разгледа. Меѓутоа, исто така сметам дека е многу важно да се открие од каде е сето тоа. Зошто сметам дека странците не се во прашање? Затоа што нема таква наивна служба странска што на некој во Македонија ќе му даде милион разговори. Значи, и да имало нешто, тие ќе изберат 8, 10, 15 важни разговори, тие ќе ги дадат. Нема шанса да ви дадат милион фајлови. Јас имам една теза, да бидам малце активен. Тезата е, ако се странски разузнавачи, така, зошто нема протерување? Мора да ги знаат. Да, така е. Или на крајот на кришата, што работела ДБК, ако не ги открива. И понатаму уште имам. Во ваше време, кога меѓународната заедница вршеше притисок и чувствувавте дека се амерички агенти, и Џозеф и Фровик ги прогласиле за персона нон грата. Да, така е. Значи, треба да има и таква завршница. Меѓутоа, сметам дека снимањето е од овде. Меѓутоа, сега тука има една работа која едноставно сега треба ВМРО да помане да докаже, затоа што тие како власт се обидуваат таа теза да ја терат. Имено, дали се работи за снимања кои некој во МВР ги наредил, по овие 20-30 луѓе што се сега во притвор, нели, ги имаат пренесено на опозицијата, што е една димензија на проблемот, и ако е тоа така, мислам дека ВМРО да помане тешко ќе се извлачи од оваа ситуација. И втора работа е дали тие 20-30 луѓе кои биле вработени во тој центарот за прислушкување, на своја рака снимале разговори на функционери, политичари, важни новинари и граѓани. За што? Па дали како мора да има нека треба да има логика, да. Меѓутоа, она што е многу важно, ВМРО ДПМН е сега на потек, таа треба да ги докаже. Таа ги сврли обвиненијата према опозиционите лидери, таа треба да ги докаже сега овие постапки. Затоа јас и сметам дека проблемот треба да се реши и институционално
и политички. Значи имаме двоен проблем кој треба да го рачистиме. Додека стигнеме до институционално политичко, уште малце запучат. Ви го спомнав Јолевски, па не реагиравте. Меѓутоа, ако Јолевски тврди војската е во касарна, нели? Да. Ако имаме загрозена безбедност внатре во државата, провален е системот, разнебитен, што чека председател на државата? Не, гледате сега, тука предпоставувам дека пучот го употребија како синоним за како се вика нелегално рушење на власт. Предпоставам дека во таа димензија беше оти сепак нели тоа името Пуче име на операцијата полициска Пуче која удар од швајцарско-германско потекло, да. Да. Така што знаете, можете едните и другите да се вадат, овие да се вадат на терминот пуч како само име на операција, како што Заев може да се вади, јас реков дека од странците за да го покрием вистинскиот извор. Така што терминолошки имаат простор едните и другите да се извадат, меѓутоа проблемот мора да се расчисти, затоа што сметам дека дефинитивно, а тоа ќе го видиме преку судењето на овие тројца луѓе кои се во притвор. Мислам дека се тројца. Има една затоа што тие таму нели ветија дека ќе има јавно судење и ние сите сме доволно интелигентни да сватиме каде е приказната. Има ли приказна во тоа што го кажува власта или пак е приказната вистинска до... Мислам дека е тоа класична демагогија, бидејќи со доверливи и класифицирани информации не може да има отворено судење и тоа се да биде достапно, но тоа е сега друго прашање за анализа. Она што сакам уште да ве допрашам ветија отворено снимање. Јас мислам дека треба и да се задржат. Јас би се обложил дека нема да биде отворено. На крај краишта тие не мора да ги покажуваат класифицираните документи, можат да зборуваат само за техниката, како е стигнато до нив. Така што мислам дека најдобро е ако стигне до техниката, нема да стигне до мотивот, до битието на кривичното дело, тоа е клучната работа. За кого и со какви намери имале цел да прислушкува толку. Имам една друга работа што сакам како асоциација и паралела да изведите. А тоа е дека македонскава тајна служба 25 години е драматорска во Македонија и таа има прикриена и невидлива моќ. Со Мијалков уште повеќе. Меѓутоа, кога и во ваше време почна да истекуваат информации, да се разнебитува главната спона внатре во полицијата, доаѓа до несигурност на политичкиот систем и на елитите. Дали тоа сега може на Груевски да му се случи? Па, гледате, дека постои несигурност во Македонија, тоа е повеќе од јасно. Таа несигурност и нестабилност е во сите сфери, не само во политичкиот систем, не само во нашата меѓународна позиција, не само во обичниот живот на граѓаните, тогаш можам да ви кажем дека и економијата имам чувство дека да застана во овој месец дена. Затоа се има потреба, значи ние на некој начин сме разнебитени како држава. А и она што е најинтересно, овие пораки што ни ги праќаат сега од страна, очигледно и од надвор не гледаат. Затоа што пазете, ваков тип на афера на многу чуден начин, многу е специфична, дури ја не можам да кажам дека имала некоја слична таква афера во Европа. Барем во Европа не имало. Значи, врзана за српските служби и за атентатот. Да, тие се друг тип. Така што ние сме во овој момент како држава сме малку пуштени во лер. И во интерес на сите е ова што поскоро да се затвори и да се заврши. И институционално и политички. Значи, да видиме што и политички ќе правиме после тоа. Добро, уште само околу пучот следнава димензија. Има една генерална обсервација во која полицијата има контрола врз се и врз одредени личности. До таа степен што понекогаш и со несторување има вина. Което прогонство и проклетство што имаме ние неразјаснети атентат на Глигоров, убиство на односно загинувањето на Мијалков, Младенов, Трајковски, председател и така натаму. Очигледно негде по патот не сме успеали да го изградиме системот. Тоа е де факто вина која сите мораме да ја признаеме. Ја никош не би го соопштил, меѓутоа се тврди индиректно, иако често пати сум бил регистратор на тие, дека во моментот кога на председателот Глигоров му рекле дека има замешателство на домашни служби во неговата екзекуција, рекол стоп, нема потреба понатамошно истражување, бидејќи веројатно тоа доаѓа до растурање на целиот систем. Како и да го свртите, дефинитивно, дури да е нарачателот од страна, дури и самиот извршител да е од страна,
А факт е дека во атентатот на Глигоров имало некоја логистичка подршка внатре. Има две солуции. И таа очигледно не е парирана, не е блокирана, не е спречена. Добро, да не се навраќаме. Ама и вториот случај, еве вие погледнете, еве јас нашата криза од 2001 година бе дури посилна од атентатот на самиот Киро Глигоров. Сега може да раскажуваат што сакаат приказни од разни служби или службеници кои работеле во тоа време. Факт е дека никој од македонските служби не донесе предупредување да каже, значи, ни пред мене, ни председателот да рече, слушајте, не се спрема напад на државата. Јас тоа многу пати сум го кажал и стојам за тоа неодговорно. Добро, мене ме викна, јас знам интригантско дека од Жана Луповска дознавте дека има. Точно така, јас сум го кажал тоа. Јас од Жана Луповска дознав дека има нешто во Танушевиќ. Точно е така. Јас апсолутно одговорно стојам за тоа. И после тоа не викна овој премиерот Џинџич, нели што загина, не викна и тој таму не го кажа тоа. Вика, слушајте, на вас ви се спрема таква и таква работа. Значи, јас сега дочекав српскиот премиер, значи српскиот премиер повеќе имал информации за што се случува во Македонија отколку јас. Да, тоа значи дека старите српски служби добро функционирале тука, може да? Не сакам да фрлам никакви, како да кажам, инсинуации, меѓутоа очигледно дека цело време некој подобро знае што се случува во Македонија отколку тие што се уште околу оваа цела афера со прислушкувањето пред да стигнеме до можната разврска. Мејнстрим личностите и дел од владеечките елити се концентрира дека тоа странски разузнавачки служби. У првиот налет дека тоа и сега се прави асоциација со овој ММ кој има стално врски со ВМРО и со СДСМовските влади, дека тоа сепак има една димензија која не носи кон непријателски однос, оти која обвинуваш разузнавачки служби, нели? И Обама, Меркел, па се заладуваат односите. Меѓутоа, од друга страна, медиумите велат грците и за грците ова, а од друга страна Груевски му врти на Ципрас кој 2 дена после аферата со прислушување. Па јас повторно ќе ви кажам врз база на лично искуство, треба да бидеме внимателни кога ги напаѓаме странците, или па треба да бидеме многу конкретни. Значи, кога напаѓате нели странска служба, обично се мисли за најмоќните, за најсилните и тогаш ги ставате во непријатна ситуација, тие да ви објаснуваат, тие знаат да објаснат на сосема друг начин. Така што ако има некакви докази, треба конкретно да се посочи и како што рековте вие со протерување на личности, со прогласување на персони нон грата, така се функционира тоа. Со демарши, со директни демарши. Имате создавање на еуфорија дека странците ни работат за глава и се создава цели ешелони, а при тоа ние имаме регуларни, легитимни соработки со најмокрите тајни служби. Има шеф во МВР кој е задолжен за ЦИА, за БНД и така натаму. На крајот на крајшто имаме заеднички оперативни сознанија за тероризам, за перење пари и така натаму. Ама затоа е многу тешко вие да кажете што е соработка. Ако ние тргнеме по таа линија, треба денеска најглавните функционери во МВР веднаш да ги прогласиме за странски соработници. Токму врз база на тоа што го рековте. Соработката меѓу службите сега, формално, тоа е соработка заедничка, меѓутоа во принцип, ние сме тие што даваме, затоа што не земаме од ниедна држава податоци. Или, например, правиш алузија за ЦИА, а министерката оди во Вашингтон во седиштето да разговара за борба против тероризмот. Многу такви состојби има. Ќе прашам лично. Имате ли проценка кои би можеле да бидат мотивите за ова затегнатост Груевски да ја отвори аферата пред Заев? Дали мислеше дека тој има предност? Па јас мислам се работи за тактички потез. Се работи за тактички потез и мислам дека тука лично сметам дека Заев сгреши. Тој требаше можеби негде уште во септември кога ја најави бомбата да објави 3 неважни разговори и да каже еве, значи се промовира дека има такви материјали и после ги почнува тие преговори што он практично ги водеше 6. Прваш ќе беше избиена тезата дека он е странски соработник, веќе не можеше никој да му го накалеми тоа. Долго време сум на ова новинарска сцена и речиси ве познавам сите. Значи, Чомовски, јас дефинитивно сум убеден дека целата работа со ова прислушкување нема врска со странство.
Нема врска со тоа. Ова е наша македонска афера. Сега, кој, како и зошто, тоа е дури работа за која немам целосно мислење и едноставно сметам дека преку судските процеси ќе ги дознаеме работите. Ја развивам една теза која морам со вас да ја споделам. Првата е дека, нели, старото правило тројца македонци, двајца кодоши, нели? Но има и една работа која допира до историјата која вие многу подобро ја знаете од мене, а тоа е дека исконското во ВМРО базира на таков тип на кодошло како елементарна можност за меѓусебна ликвидација на разни крила и така натаму. И тоа сега можеби носи некаква политичка или партиска генетика. Па сега како да кажем, можеме уставно да го кажеме, иако како да кажем, сепак гледате, ние и тоа со кодошло код малку го преувеличуваме во македонската историја. Да се разбереме до убиството на Борис Сарафов од страна на Јане Сандански немало братоубиство во Македонија. Ако не Тодор Паница, тоа е подоцна, се е подоцна. Се е подоцна. Тоа е се после 906-7 година. Значи, претходно организацијата тие се карале, се расправале, меѓутоа имале, како да кажем, сепак реално. Така што понекогаш ги пренадувуваме и тие односи. Така што не би го враќал тоа во историјата. Да не зборуваме да речеме за и на некој начин па и сегде го има тоа. Да ги потсетиме ирците. Ирците кои да речеме кои исто така се еден многу цврст народ и еден солиден народ, тие самите си ги уби едни од своите најславни личности, да не зборуваме за палестинците кои сега ако исто така да не зборуваме за комунистичката ликвидација. Да не зборуваме за ликвидацијата во рамките на комунистичката. Сепак тука би амнистирал ВМРО од историјата, за други проблеми со историјата им давам мана. Вие бевте во време кога стариот Мијалков стана министер за полиција. Од каде моќте на Мијалков и на штипското лоби во ВМРО ДПМН? Па гледате, јас го знам стариот Мијалков, не можам да кажам дека сум изградил некои многу високи пријателски односи, меѓутоа едно 6-7 пати сум се видел, имам така стекнато свое мислење. И сега штипското лоби. Штипското лоби во ВМРО не дојде преку, значи пазите, сега јас сум роден во Штип, ама не се сметам во штипското лоби, затоа што само сум роден таму, а не сум живеел нели никогаш. Така што тешко можете да ме поврзете со штипското лоби. А штипското лоби дојде преку Киро Глигоров, не дојде преку нас како ВМРО. Значи Киро и Клюсев. Вие ги се потсетите дека Киро Глигоров го донесе Клюсев, после Клюсев го на некој начин го донесе Мијалков, Ѓорѓи Наумов, не знам дали во таа екипа можеме да ставиме уште некој. Па таму имаше една серија на помошници што беа после поставени некои таму исто роднини, пријатели, братучиди. Така што можеби така дојде во тетите разговори со Петар Гошев еднаш. А исто јас можам да ја кажам дека Никола Груевски не сум го доживувал како штипјанец, тој за мене бил нели дел од скопското лоби, не било штипското лоби. Така што мислам дека малку е и пренагласено тоа со штипското лоби, иако па од друга страна кога ќе погледнете ќе видите дека штипјани се јако позиционирани кај комунистите и кај ВМРО-вците, така што најверојатно на некој ниво тие си имаат некои своји врски. Да, си имаат некои своји врски и комуникации таму на некој ниво што не го знаеме. Има една работа која ми е мощна индикативна, а тоа е дали мислите дека ова ВМРО-ско јадро кое сега не, прето сега да ви го поставам прашањето, бидејќи познам вака сите тројца на одреден начин. Дали не му се случува на Груевски, тоа што му се случи на Црвенковски и вам, се потесен круг на луѓе околу вас, на кои се повеќе им верувате, и при тоа губите реалноста, базата, во која живеете во една мимикрија од сладки информации, соништа и така натаму. Гледайте, тоа очигледно се случува практично сегде кај што има власт, не затоа што тој што е на власт го сака, туку едноставно така се местат работите. Прво, вие не можете да бидете информирани за се, не можете да бидете сегде и избирате понекогаш по интуиција, некогаш по случај, избирате соработници на кои сметате дека им верувате или треба да им верувате и подоцна настануваат лагите. Очигледно тука настанува таа лажна слика која вие секогаш ја добивате и
едноставно сте ограничени да ги донесувате правите решенија и правите мерки. Предпоставам дека сегде е така. Сегде е така. Неврзано еднаш Гошев спиње кафе му рекол дека он е виновен што го донесе Бранко Црвенковски на власт. Вас ве прашувам, дали чувствувате вина што се определивте за поддршка на Никола Груевски од денешна перспектива на неговото владење, за кое тврдите во интервју, само да ве цитирам дословно, дефинитивно можеме да кажеме дека оваа власт има стил на авторитарно владење. Знаете што, прво ќе ви одговорам нешто што не е директно со вашето прашање, меѓутоа можеби и никој не го анализирал, можеби не е ни поставено досега во Македонија. Можеби не е толку вината на Гошев и на мене што тој го донел Бранко, јас сум го донел Никола, колку што ние во таа 90-та година направивме заедничка коалиција. И мислам дека ако ние заедничка голема коалиција, без албанците, со албанците. Ние и албанците. Значи словенечкиот модел за да се истера самостојност. Тоа е можеби најмало анализираната работа во Македонија. Зошто таа коалиција меѓу нас не успеа тогаш? Ја имам одговор, ама тоа друг пат. Зошто требаше да се формира експертската влада? Јас ќе ја потсетам дека ние имавме еден прекрасен договор. Прво, јас му понудив на Гошев што сака да бира. Дали сака да биде председател на државата или сака да биде премиер. Тој избра премиер да биде. Стојан Рандов го ставивме председател на парламент и тогаш тие направија една шема која јас подоцна ја сватив, ми го наместија дедо Михаил. Дедо Михаил владиката, архиепископот, немаше никаква врска во тоа време со ВМРО ДПМН. Божин Павловски тогаш ме викна ми и направи една шема, најверојатно они негде во СДСМ мозгале да најдат некој човек кој ќе биде доволно прифатлив за нас. Да, за да го преиграат младиот Георгиевски. За да ме преиграат мене, а од друга страна да биде па доволно тој, како да кажам, пасивен. И ја направија таа шема, јас ја прифатив. Во таа шема ние немавме практично никаква власт. Најверојатно, се извинувам, после кај министрите ќе имавме некакви позиции. Бегате од одговорот. Дали не чувствувате вина што го поддржавате Никола Груевски? Сега, сакам да ви кажам само дека тоа е можеби најголемата грешка што е направена во македонската демократија. Тогаш да се направеше власта меѓу ДПМН и СДСМ, јас сметам дека ние ќе имавме и подобри реформи, и подобро самостојување и се. Меѓутоа сега да се вратиме. Дали чувствувам одговорност? Знаете, тешко е да се одговори. Оти тогаш се уште имавте решителен збор. Да. Значи, сега прашање од кој аспект на одговорноста? Од кој сакате? Предпоставам од аспект на оние што гласаат луѓе, сум направил добар чин, затоа што сепак Груевски председател кој добива колку сега бројат? 8-9 циклуси на избори. И обедини партијата, што е многу важен фактор. Да, апсолутно, значи од тој аспект сум направил добро дело. Од аспект на оние што сега се сметаме како опозиционери, јас би се броил во нив, очигледно сум направил грешен чекор. Меѓутоа, она што јас би можел да го кажам. Јас сметам дека Никола Груевски беше прекрасен министер за финансии и до ден денеска, секогаш кога ме прашале, јас ја бранам тезата дека сметам дека Груевски беше најдобар министер за финансии што Македонија го имала. Не, тоа не е спорно. Таа рана фаза со ДДВ-то и со берзата, тоа беа серија на реформи кои круцијални прашања. Така. Сега, исто сметам дека во првите 2 години, тоа беше од 2006 до 2008, не знам како сега, не ме фаќате за збор, меѓутоа првите 2 години, до првите предвремени избори кои ги направи тој, исто така беше тоа еден добар период, каде што се правија реформи и економија. И мислам дека понатаму тој заскита кога влезе во таа фаза на тој патриотизам, прво со антиквизацијата, после со одбраната на името, со целата таа лепеза на прашања, и сметам дека тоа беше сфера која му беше непотребна. Тој немаше потреба од таа сфера. Тој доволно добро си ја тераше само економијата, нормално како премиер требал да води и политика, меѓутоа можеше тој национален акцент да биде многу помек, помирен, таков како што јас го знаев и како што целата македонска јавност го знаеше претходно во 4 години на владење. Уште повеќе што во таа рана фаза ние сите во новинарството го доживувавме како млад, енергичен технократ политички кој тоа беше имиџот и тоа беше неговиот имидж. Значи, кој изврши влијание врз Груевски? Дали тоа вашиот Паскал кој ја преварте целата теза на
националното битие. Па некои го спомнуваат Паскал, некои го спомнуваат Ѓорѓе Иванов. Иако нели и на Ѓорѓе Иванов му е чудна таа идеолошка провиненција кога знаеме дека тој претходно исто беше член на тие СДС нели крила или раководства. Дали не има некој трет што не го знаеме. Меѓутоа, факт е дека таа фаза доаѓа подоцна. Јас таа фаза не ја знам на Груевски, гледам преку телевизија, нели? Откако се разделивте, колку средби имавте? Можам да кажам дека сме имале 4-5 средби. Конструктивни. Па зашто вие сте единствен критичар на кој ВМРО, особено Груевски, не реагира. Гледате, Јас да напишам дека е тоа авторитарна власт, ја мислам дека не, они пазите како реагираат. Да. Они реагираат преку нивниот центар за, како се вика тој центар за информации, дезинформации. Факт е дека нема директен напад од министри, па и од него самиот, од функционери нема директен. Меѓутоа, центарот за анализи често знае да ме удри. колку да ве оживе или колку да Па не знам, сега да имаат да ме нападне, да ги потсети граѓаните на некои темни нели места и такви работи. Во тој поглед не сум поштеден, меѓутоа сега видите, јас сметам дека демократијата е тоа. Сите ние да си го кажеме мислењето и да дадеме критиката за се она што имавте сметаме. доблест да признаете дека сте богат колку еден просечен македонски бизнисмен. За разлика од тоа, ореолот на Груевски е дека најчестниот политичар во Македонија. Мачовски, гледайте, јас ќе ве потсетам дека јас сум се обидувал тоа политичко лицемерие да го симнам на најниско можно ниво. Луѓето да сватат дека тие што се политичари имаат некакви бенефиции од тоа што нели добиваат на власт. И мислам дека како што минува времето се покажува дека практично нема политичар кој нема некаков бизнес интерес. Дали своите денешни бизнес интереси ги остварувате и преку оваа власт? Не. Значи, Чововски, јас имам фирма која во моментот има 45 вработени. На тие 45 вработени треба да им се обезбеди прво работа. Иначе јас се обидувам, јас сум изгубил на 15 тендери. Еве сега пред недела дена ме елиминира од два тендера затоа што некаква запирка таму не била доволно, не била така направена. Нигде ниту се жалам, значи на никого не му се јавувам, зашто сум одбиен од тендер, ниту плачам, ниту ја споделувам мојот проблем. Значи, она што се случи беше единствен пат од, не знам, серија на пријавувања да добијам нешто што... Не ви послуша идејата девизните резерви да ги конвертираат во злато, а вела дека сте ќарели многу на таа трансакција приватна. Па, гледайте, премногу приватно, јас ќе ве потсетам, добро што ме потсетивте. Јас точно имав прес конференција кога кажав дека треба да државните резерви. Јас не го кажав тоа за приватни лица, јас го кажав за државата и точно беше мојот повик за државата. Точно кажав кога државата треба да купи девизни резерви и подоцна направи уште една прес конференција кога им кажав треба сега да ги продадат девизните резерви. Ако таа трансакција се направеше, Македонија ќе беше ќар можеби 600-700 милиони евра во тоа време, сега не знам колку ќе Ги извадевме двата автопатишта. Ете, да, точно така. Лјупче, да поверете. Значи, јас се обидувам моите информации да ги добивам врз база на читање, на нормално вие кои ќе отворите денеска интернет имате се и се што, значи треба да знаете што читате, нели така? Значи врз база на читање и врз база на разговори со луѓе и со пријатели. Нели на кои им верувам дека ги познаваат некои работи подобро од мене. Така што сметам дека сите работи што сум ги кажал сметајќи дека го кажувам тоа во интерес на Македонија и за сметка на Македонија. И денеска кога кажувам дека треба да ги завршиме што поскоро евроатлантските процеси, исто така го правам врз база на анализа каде оди светот и каде оди Балканот и каде одиме ние. За жал многу пати добивам етикети од другата страна, добивам негативни критики, меѓутоа сметам дека аргументите кажуваат дека сум доста често бил право. Пред да направиме уште еден рез за реклами, да ве прашам што ви текне на оној бел билборд со цецеизацијата на македонската естрада и на македонското битие? Добро што ме прашавте, Чововски, затоа што и поглед тоа што 4 пати го објаснивме тоа со соопштенија кои за жал нигде не ги објавуваат, на крајот остана префрлање на топката која
владеачката структура си ја префарили од главниот виновник на Српската малцинска партија во Македонија. Еве, ова е добра шанса уште еднаш и да им се извинам на нив ако погрешно ме разбрали, ако мислам дека добро ме разбра, затоа што сметам дека ВМРО ДПМН си ја префарли топката тие да ја бранат. Ама не ви давам минутажа за да се извините. Да. Сакам да до крај да бидеме доследни. Какво е тоа логика ВМРО на власт во општините, а да Цеца не отвара 2 август? Токму тоа е. Јас таму кажав дека ние не сакаме да навредиме ни еден од српското малцинство во Македонија, ниту никој во Србија што живее. Да. Ние сакаме малку да ја разобличиме идеологијата на актуелното ВМРО ДПМН и тоа во една сфера. Односно и во 2 сфери. Прво од сферата на историскиот континуитет, кој само да ги подсетиме кои се тие, меѓутоа тоа што ни се случува со одбрана на идентитетот. Ние 10 години слушаме како ВМРО ДПМН актуелното го брани идентитетот македонски, де највеќе го брани од грците, после од бугарите. Сега истата таа партија која го брани упорно идентитетот на македонскиот народ, значи дозволува една отворена врата за она што ние го нарекуваме српска асимилација на македонскиот културен и духовен простор и за тоа можем да разговарам со секој. Замислете, ако вие денеска се извинам, ги отворите телевизиите кои важат за нивни, а и според разговорите телефонски свативме дека се нивни, нели? Значи тоа се Канал 5, Сител телевизија и само Алфа, меѓутоа Алфа исто е дефинитивно нивна. Значи, како може ти да имат комплетна контрола на нивниот информативен програм, што го гледаме, секој ден го гледаме, така, нели? И сите српски шоу да ги гледаме тука. И во исто време, ние да гледаме, значи, таму нема македонска песна, нема македонски глумци, нема македонска култура, нема ништо македонско. И сега, токму тоа ни беше да го разобличиме тоа лицемерие. Не можете вие да ни кажувате дека тука го браните идентитетот, а овде правите од нас нешто што не сме. Јас се прашувам што ќе беше ако ставевте еден црн билборд и кажете дајте малце бугарска музика. Тоа да не го зборувам, тој парадокс. Нели, ако правиме, ама ние не ни сакаме бугарска музика, ние не зборуваме за бугарска музика. Ма треба да сакаме и тоа и тоа. Не, ја не сметам дека нема пречки. Меѓутоа, ние немаме македонска музика веќе на тие телевизии. Немаме македонска музика. Каде е македонската музика на тие ја има у 3 саат навечер? Чекајте, не може тоа да се искоординира, да се исконтролира. Да не бидеме естрада само, иако политиката е главна естрада. Почитувани гледачи, гостин во топ тема Љупчо Георгиевски, екс-премиер и лидер на ВМРО Народна, по промо и реакции за многу по-деликатни, за исто така деликатни теми. Тоа е економските финансиски зони, перење на пари, бунарџик, дефицит, долг и се разбира најмногу споро за Грција и улогата на Љупчо Георгиевски. Продолжуваме со разговорот со Љупчо Георгиевски. Уште да му се заблагодарам што е прв во најавената серија на ТВ Телма разговори со партиските челници и највлијателните политички фактори околу разврската на македонската актуелна политичка криза. Пак за ВМРО. Ова, како би ја дефинирале фамилијата која стана синоним за политичката моќ во ВМРО? Не знам како да ви дадам дефиниција. Во ваше време немаше кумо и кумашини... Не, гледайте, тогаш вие ќе се подсетите, во наше време јас го поставив господин Груевски за министер за трговија, господин Сашо Мијалков го поставив за разузнавање, право беше. Меѓутоа не затоа што нешто се братучи или роднини, тие на некој начин по различни патишта дојдоа до мене. Сашо Мијалков дојде по патот на татко му или едно постаро отчество, господин Никола Груевски затоа што го видов во едно интервју со Сем Вакнин, каде што така изнесуваше интересни тези, така што не можам да кажам дека они фамилиарно пристапиле некако колективно на ВМРО ДПМН. Имаме еден заеднички пријател кој во Софија кога разговаравме, вака неврзана, што би се рекло, чаршитски муабети, беше дециден. Вика, подобар економист од Никола Груевски во политичките елити нема. Ама јас ви кажав и прекрасно. Јас наистина сметам дека тој беше прекрасен министер за финансии. И мислам дека во првите 2 години добро ја водеше економијата. И ако останеше само на тоа, јас сметам дека Македонија ќе беше подобро место за живење.
Повторно сметам дека национализмот нив ги блокира. Тие не се во својот свет. Им зема енергија која едноставно не ги доволно ни познаваат тие теми за да можат да пливаат во тие теми. Кога ја промовирате тајванската линија и Бунарџик, јас мислам ве рачеречивме во медиумите. Денеска тој концепт на Бунарџик Груевски го зема со целата негова габаритност во реализацијата и го доусоварши, да речем, на одреден начин. Чововски, многу идеи сум промовирал во Македонија, секогаш имале многу големи отпори и после многу години стануваат реалност. Не е тајна дека и идејата за слободна индустријска зона, и идејата за Македонија офшор зона како за економски план, сум ги зборувал многу одавна во Република Македонија. Како реагира Груевски тогаш? Па, гледайте, она што може да ја кажам дека за индустријската зона, ние ја теравме со сила, меѓутоа најголемата блокада идеше од тогаш Министерството за финансии. Можам да кажам дека сите тие луѓе кои денеска се красат со тие сега бенефиции од индустријската зона, еден Зоран Старовски кој беше исто помошник, Ванчо Кјаров кој беше исто помошник во финансии, па и целата таа екипа се спротивува остро. Пазите, не се спротивува можеби од некои можеби конкретни идеолошки причини, туку само од позиција ММФ не го дозволува тоа, Светска банка не го дозволува тоа. И ние имавме на таква ситуација. Ние ја промовиравме индустријската зона Бунарџик, меѓутоа ние не успеавме ни да стигнеме да го изградиме пристапниот пат до таму, затоа што постојано немаше пари, постојано не се даваа пари за тоа, постојано имаше мањак на пари, така што на крај на краишта ние ја промовиравме, ги ставивме темелите, а не успеавме ни една фабрика да донесеме таму. Има една битна книга, јас ја читав ова белата книга на Тупурковски баш околу Бунарџик. Тезата во ваше време беше привлекување на финансиски капитал. Не, само фабрики. Не, финансиски капитал, па ние да кредитираме доаѓање на фабрики и инвестиции. Тоа се веќе различни патишта, меѓутоа целта беше директно фабрики. Како сега што се прави. Добро. Да. А каква е вашата перцепција за финансиските зони? Денеска во услови кога се помалку се користат, а се повеќе се мета на критички обсервации. Гледайте, за финансиските зони јас зборувам исто така многу одрано. Можеби нема време додека бев премиер, меѓутоа веднаш после тоа вие се сеќавате дека колку пати сум напаѓан дека еве сакаме да направиме од Македонија пералница на пари. Денеска кои излегуваат сите овие афери во светот, вие ќе видите дека многу нормални држави го прават она што во нормалната комуникација се нарекува економска земји даночни раеви. Значи не се тоа земји перални на пари, туку земји даночни раеви. И на некој начин јас сум среќен што можеби ова сега се овозможува во Македонија, меѓутоа сметам дека е веќе многу доцна. Многу е доцна затоа што прво тие сега имаат процес на затварање на тие индустријски зони и има веќе процес на транспарентност. Она што е ефектот, главниот ефект, инвеститорите во тие зони да имаат тајност, веќе им се одзема како право. Вие гледате во Швајцарија веќе нема тајност, нема тајност во Луксембург, нема тајност нигде, во Кипар нема тајност. Значи веќе главниот ефект на тајноста е одземен. Ајде да не ви давам комплименти, има една идеја која исто произлезе од вас. Потоа Горан Трајковски како УЕПА ја промовира не за амнестија на капитал. Значи чешкиот министер за финансии кој е еден од најбогатите и кој потврди дека 4 милиарди лани се изнесени од Чешка, ги повика вратете ги назад парите. Путин истото тоа го направи со Успијанов и со Ердоган го направи, Берлускони го направи и да не зборуваме серија на други држави. Може ли тоа да го направиме како еднократен чин во кој ќе си ги вратиме овие 4 до 5 милиарди кои се изнесени од Македонија? Повторно сметам дека може во секој време, иако сметам дека златно време е изгубено. Затоа што во таква амнестија на пари вие не привлекувате само македонски пари, туку можете да привлечете и странски пари, и странски капитал. На крај краишта, кога ќе ја сведете вие економијата, суштината на економијата е борба на владите што повеќе странски капитал да донесат. И онаа што многу пати се меша со перење на пари или не знам што во Македонија. Ако парите се стигнати преку банка во Македонија, нема тука перење на пари. Ако некоја банка ве ги испратила парите и сте ги довели преку банка, нека ја мисли
нека ви го мисли таа банка што ви ги пратила парите. Јас сметам дека има тука многу непознавање во таа дискусија што се водеше во Македонија во сите години и она што на крај ќе го кажам, сметам дека многу златно време изгубивме. Периодот на кризата од 2008 година беше едно прекрасно време, ако ги имавме тие закони, ако ги имавме тие мерки за да привлечеме вистински реален странски капитал, па и домашен капитал да го вратиме назад во Македонија. Дали не ви се чини дека ние имаме отсутство на политичка храброст да ефектуираме мигови, стратешки мигови? Апсолутно. Во ваше време, например, бегалската криза, кога можеме бевме на граница да бидеме во НАТО, добивме само пак за стабилизација. Сега повторно се отвара димензијата на овој така наречен нов поток преку Турција, Грција, Македонија и повторно мислам дека ние некако намигнуваме пак некои други варијанти кои не ни се најрационални, а притоа да не бидеме подготвени за дил со грците, вклучувајќи го името. Значи, вака сега, она што можам да го кажам за таа криза, јас сепак договорот за асоциација и стабилизација ќе го гледам, ќе го спомнам не само како обичен договор, туку морам да го спомнам она што многу дипломати го забораваат. Ние пред да дојдеме тоа, Европа беше запрена со проширувањето на Западниот Балкан. Европа имаше позиција веќе да не ја проширува Европската унија со Западен Балкан. Македонија беше таа, со кризата која се случи и начинот на кој успеавме да го правиме притисокот. Бевме ја добивме ситуацијата Европската унија да ја напушти политиката на затворени врати за Западен Балкан и го отвори патот кон Западниот Балкан. Затоа сметам дека сепак нешто сме добиле. Сега сметам дека дури не е времето многу да комуницираме, односно да играме на 2 столчиња, на 3 столчиња, затоа што времето... А играме ли? Па мислам чувствував дека играме непотребно, затоа што сметам дека во овој момент живееме во многу опасно време на меѓународна политика. И сметам дека ако пред 10 или 15 години сме можеле да намигнуваме лево и десно, во овој момент и немаме многу простор да намигнуваме лево и десно, и сметам дека Македонија мора да разбере дека мораме да се сочиме со опасноста на светот во кој живееме. Вие погледнете, во последните години колку држави се распаднаа. Да погледнеме колку војни се водат. Македонија според мене не има опција освен евроатлантската интеграција. Ако треба да имаме атлантска интеграција кога ви имате еден центар и мејнстрим кои викаат баталете Европска унија, а таму имаме 60-15% од извозот, а ќе одиме во Кина и во БРИКС. Значи јас тоа го велам политичка неодговорност, господин Чововски, затоа што ако некој не сватил дека Македонија има една единствена опција, а тоа е евроатлантската интеграција, навистина слабо ја разбира политиката. А таа единствена опција не е само заради безбедноста од надвор, не е само заради помошта и финансиите што ќе ги добиеме од надвор, туку пред се заради натрешната наша крсливост. По сите основи. Значи, прво, да не зборуваме, само да го земеме факторот со албанците. Оној кој сака да ги потцени албанците во Македонија, гледам мејнстрим медиумите постојано се обидуваат да го потценат бројот на албанците, значењето на албанците. Значи, албанците пред 15 години не беа за потценување во Македонија, а не сега со Косово, независна држава, со Албанија членка на НАТО и со демографскиот пораст на албанците внатре во Македонија. Ние секаков експеримент кој сакаме да го правиме без прашање на албанците, ние ризикуваме да ја распаднеме Македонија за 24 сати. Тоа ако не го разбирам. Меѓутоа, сакам да додадам уште еден фактор. Не е само албанците, не се само прашање на албанците. Во прашање сме ние. Ние мораме да сватиме дека оваа затвореност која сега ние имаме, ние практично сега се наоѓаме како комплетно изолирана држава. Ние немаме процес, ни кон НАТО, ни кон Европската унија. Ние сами за себе екзистираме сега и се фалиме колку сме добри. Погледнете ги реалните процеси во Македонија. Не ни требаат албанците на нас. Ние сега сме во ситуација, не знам како ќе се развива оваа криза сега. Меѓутоа, ние ако продолжиме вака да живееме во овој затворен свет, ние сами ќе си зедеме меѓу себе. Македонци со македонци ќе си зедеме, албанци со албанци, па на крајот можеби македонци со албанци ќе се грабнеме. Има една теза која малку ми е апсурдна. Јас во прво време стравував дека е возможно ова да дојде до македонски судир. Па не знам како ќе кулминира таа работа. Кажете ми како тоа, која е таа ВМРО-ска опција, нели,
која сега ја бранат фронтмените на овој широк фронт за прислушувањето, кои викаат се македонизам. Јас прв пат слушам таква... Кои се тие термини? Што вие подразбирате? Што би можело тоа да биде? Не знам што подразбира. Пролетари на сите земји, обединете се, или сите македонци едно исто? Не можете да ја поставите тезата вака, затоа што имаме ние политички партии. Второ сме религиозно сме различни. Трето имаме големо малцинство кое мораме да го почитуваме. Трето имаме религиозно малцинство кое јас велам за кратко време ќе стане мнозинство. Ние не сакаме да ја погледаме демографската реалност дека на наредниот попис ќе констатираме дека муслиманите во Македонија се мнозинство. А ние живееме навистина во еден чуден свет, кој јас не можам да го разберам. И од друга страна едноставно таа енергија на самоуништување веќе е неограничена. Значи, ние мораме да демонстрираме волја на сите политички партии, на сите политички структури и на сите етноси во Македонија, дека сакаме од Македонија да правиме демократска и независна Македонија. И конечно мораме да се обидиме кон евроатлантската интеграција. Ние мораме да сватиме дека спасот на Македонија е евроатлантската интеграција. И покрај тоа што има многу од тие што ги нарекувате мејнстрим, како постојано да внесуваат омраза, да отвараат нови фронтови према тој свет, која сметам дека едноставно немаме право да го направиме тоа. Денове на YouTube се појавува еден затемнет лик со препознатив глас, барем мене ми е препознат, предполагам и вам, ММ и така натаму, кој држи линкови меѓу властите таму и ваму. Дали е тоа личноста преку кој се преговара или е гласоговорникот преку кој во ваше време, па и во време на Груевски се пренесуваат пораки? Не можам да ви стварно не можам да коментирам. За какво решение би биле вие во однос на грчко-македонскиот спор? Видите, Човновски, сега пак деновиве актуелно еве и вечерва пред да дојдам се наслушав на пароли и на епитети, затоа што Љубе Бошковски нели таму што преговарал, ја продал името, го продал нацијата. Можеби нели несимпатичен начинот на кој Љубе го прави тоа. Видите, јас ќе потсетам нешто друго. Македонија од 94 година. Значи Македонија со топтан сите политичари и сите аналитичари има обврска Обединените нации да преговара за името. Значи, пред мене преговарале политичари за името, јас сум преговарал за името, предпоставувам и оваа влада и овој председател преговараат на некое ниво, иако можеби лично не седеле на маса да преговараат. Јас сум и лично седел со премиери, сум преговарал за името. Значи, тоа е наша обврска која го имаме со документ од Обединените нации дека треба да преговараме за името. Сега, втората работа се ставовите. Јас мојот став го имам кажано уште кога бев премиер, кога поместив некои позиции на грчката политика, кон географска додавка, и сум го кажал јавно пред Букурешт, прв политичар од сите македонски политичари. И јас со тоа не сметам дека правам нешто штетно, напротив сметам дека го покажувам патот на Македонија по кој треба да оди. Затоа што еден ден ќе завршиме со такви преговори. Ние еден ден мораме да излеземе од оваа ситуација што некој, дали ќе биде оваа влада или некоја трета влада, ќе направи компромиси околу името. Помина златно време каде што можевме да го постигнеме тој компромис и јас едноставно и ден денеска велам. Значи, без да имам некакви аранжмани, ниту со меѓународна заедница, ниту со грчка страна, туку од начинот на кој ги поставувам коцките на мозаикот пред мене и едноставно заклучувам сам дека Грција нема да попушти од своето вето. Ниту во НАТО, ниту во Европската Унија. Ниту меѓународната заедница сега кога има иста позиција ќе попушти. Колку подолго ние го одлагаме тоа решение, толку повеќе ќе се самоуништиме самите себе. Колку побрзо го решиме тој проблем, ќе одиме понатаму и кон Европа, и кон НАТО, и кон општа стабилизација на Македонија. Едноставно, не гледам друго решение на тоа прашање. Сосема за крај, што очекувате? Кога би биле добронамерни, што би сугерирале? Инаку, само ќе спомнам, не можам да не го цитирам Љубе Бошковски, затоа што претпоставам сите сме под некаква импресија негова. Јас ќе потсетам дека Љубе Бошковски
Јавно цело време и на таа последна кампања зборуваше како тој името него дава, името е нели ќе ја обрави до последен момент. Гледаме во некои тајни разговори го искажува политичкиот став кој јас сум го кажал 6 години пред него, дека проблемот со името не е таков кој некој што некој сака да ни го наметне и да ни го представи. И реално не е таков проблемот. Ние имаме многу сериозни, поголеми сериозни проблеми од тоа што некој сака со тоа постојано да добива избори. Уште за крај, каква разврска очекувате? Мислите ли дека Груевски би можел да отстапи со оглед на неговата политичка тврдокорност и да прифати варијанта на концентрациона влада, повремена влада, бидејќи сега тие би можеле да бидат солуциите? Јас сметам дека ние од оваа војна што се води сега нема никој да биде победник. Значи ова битка денеска што се случува, ми изгледа како она утакмица, ако се сеќавате во Охридско, кога две екипи Велгушти и не знам кои се надпреварува кој повеќе автоголови да си даде, затоа не знам што беше на крајот, нели, поентата. Мене така ми изгледа сега. Во овој момент имам чувство дека СДСМ и ДПМН се тркаат во давање автоголови и на крајот сите ќе бидеме повредени, а најголемиот повреден ќе биде Македонија. Сметам дека треба да има договор во кој институционално правно ќе се реши што е тоа што се случуваше со овие прислушување и треба да има политички договор на дел од оние барање на опозицијата, дел од она на ние што нудевме, дел од она што ќе го понуди власта, видно тој договор треба горе-доле да изгледа вака. Како да се обезбеди фер медиумско представување до изборите, како да се обезбедат чисти избирачки списоци и контрола максимална на изборниот процес и сето тоа на крајот да го спроведе една влада која на крај краишта нека биде премиерот, повторно од владеачката партија, меѓутоа клучните министерски позиции треба да бидат од да речеме експерти или независни луѓе, затоа што сметам дека Македонија го заслужува тоа. Пак ли ќе бидеме со меѓународна арбитража и гаранти? Ова може да се заврши и без меѓународна арбитража, ако има доволно слух и доволна храброст и доволна честна намера од сите политички структури. Не гледам штета во тоа да дојде и некој меѓународен представник. Не е ништо трагично ако дојде некој меѓународен представник, не знам зашто некој се обидува тоа да го представи како трагично. Ние во овие 20 години демократија сме имале серија на такви меѓународни посматрачи кои доаѓале во Македонија. Не гледам да биде гаранцијата и некој меѓународен представник. Поштовани гледачи, ви благодарам господине Љупчо Георгиевски. Тоа беше екс-премиерот и лидерот на ВМРО Народна во топ тема во серијалот што започнува и во кој во наредните 2 месеца веројатно ќе се обидеме да ги донесеме последователно сите важни политички актери околу можната разврска на актуелната политичка криза во Македонија, со добра намера и добра желба да излеземе со помалку лузни. Пријатна вечер, утре со Снежана Лупевска.